в театар работам и имам еден колега таму специфичен. Да, нема да спомнувам имиња, ама значи здивот му смрди, многу. Да. Значи полошо од тоа да ти смрди здивот е да прнит мајка ти на родителска. Тоа е врв. На типов не да му смрди, туку може да убиет мува што е застаната на лајно од 3 метра, вака. Со ждригање. Готово. Таја уствари на лајново ошла чист воздух на земја. И секогаш имат нешто тајно да ми кажи. Ама за да ти кажи нешто тајно треба ти се доближи. Јас си викам само да не е предолго. Кажи брат, многу јак вид знам. Во моментот осеќам како лицево ми се претворат ко гас од кокошка едно. Катастрофа, луѓе, маки. Еднаш излезени бевме в град, пијани лајна, и се враќаме се. Тој возеше со колава, не запреа цајкани, забелја. Отворат пенџере и полицајецов му викат: имате конзумирано алкохол? Да. Ке треба алкотест да направиме, господине. Ајде да дувате овдека во Дрегеров. Му викам, не го сакаш тоа. Ти, дечко, прекини. Ти дувај, ко дувна море луѓе златни во тоа Дрегерот. Место пијан посран покажа. Го расипа апаратот. Мислам дека следниот што ќе дувнит во тоа, небото ќе му се отвори. После место со паста, со доместос дома забите. Катастрофа. И со него куќојме на кафе, секогаш на отворено кафе пиеме. Да, ако нема терасиче внатре не влегвиме. Во затворен објект, не, опасно е. Ко терористички чин ќе се свати. Зашто ако дувнит на макијатото да олади, ојде прометот дента. Се сеќавам на роден ден кој одевме, кога бевме мали, не. Влегвиш кај него во станов и едно стресно така, едно, знаеш, сите ко подуплашени тро. Да, се плашиш да не пукнит некој од балониве што ги надувал и да се заебит атмосферата. До толку му смрдит здивот што мајка му торта не му правеше за роден ден, за да не мора да дуват на светите. Ужас. Абе, секогаш луѓе златни кои, знаеш, ако другар се трудиш, мислам, емпатија да покажиш, кој ќе не расположи, му викам, добро е, брат, шо ти е? Тешко ми е, си викам, Господе Боже, ми дат пелена да му сменам на муцето. Абе, не можеш, колку и да се трудиш, секогаш ти покажи дека пријателството понекогаш смрди.